Великденски денови, денови на прошка, на помирување, на сплотеност. Верба во Бога. Ова се денови кога луѓето сакаат да бидат едни до други, да си простиме. Да си кажеме она што било лошо, она што сакаме да биде подобро. Лошото да го оставиме зад нас, но да се свртиме кон убавите работи, убавите нешта. Ова издание на Трилинг ќе се обидам, кој е великденско издание, празнично, ќе се обидам да ја одбегнам секојдневната политичка тема. Иако црквата сама по себе е институција, која не може да одбегне од теми кои ја засегаат. Теми кои можеби понекогаш го тресе општеството, ја тресе државата, создава немири, неволи. Во ова издание на Трилинг, мој соговорник е отец Милан Ѓорѓевич. Отец Милан, што е вашата првична порака кога ќе влезете во црквата до верниците? Првото нешто кое што навистина би им го посакал на верниот народ е овие празници да не ги поминат на секуларен начин, туку да ги поминат на литургиски начин, на оној начин на кој што црквата ги повикува верните да дојдат на богослужение, да се радуваат на Христовото воскресение со духовна радост и во сите можни прилики кога секако тоа е можно за нив да учествуваат во богослуженијата кои што ќе се служат во црквите и на прво место и најважно од се да учествуваат во светата тајна Евхаристија, односно во литургијата. Православни се служи света литургија, празнична, која што почнува вообичаено во 12 часот и завршува околу 2-3 часот по полноќ. Кај нас постои обичај луѓето да дојдат до 12 часот да се возгласи Христос воскресе и дел од луѓето да си заминат, добар дел од луѓето да си заминат дома, ама тоа е всушност дел во кој што богослужбата започнува. И убаво е да останат сите до крајот на таа служба, сите кои што можат да останат толку долго, да останат до крајот на таа служба, додека останатите првата следна литургија, следните денови да дојдат повторно на богослужбите и да учествуваат во нив колку што е тоа можно. Ова можеби е прва година после речиси 3 години, 2,5 години по започнувањето на пандемијата. Се вратили на некој начин врволицата во црквата на граѓани, на луѓе? Луѓето постојано доаѓа во црква и за време на пандемијата, секако следејќи ги оние привремени прописи и заштитни мерки кои што ги имаше, кои што до некаде и се уште ги има, но динамиката низ која што поминуваме изминативе години, непредвидливоста на времето и така натаму на луѓето им ги наметнуваат прашањата за верата, за духовноста, оние екзистенцијални прашања. И можам да ви кажам дека колку што луѓе доаѓаа во црква претходно, толку доаѓа и изминатиот период. Може би не толку видливо и воочливо, кој што кажавте, врвулици, но јас како свештеник не забележав дека помалце луѓе доаѓа, дека помалце луѓе се исповедаат, дека помалку луѓе се причестуваат, дека помалку луѓе на еден или друг начин се обрануваат кон црквата и се обидуваат да го спознаат, да го сретнат нивниот Бог, нивниот Творец, и покрај сите искушенија и состојби низ кои што поминуваме и се соочуваме со нив. Дали како свештени лица се истовремено и неформални психоаналитичари? Во црквата постои нешто што се именува како света тајна исповед. Многу луѓе дури не знаат дека во православната традиција постои светата тајна исповед. Дека луѓе може да дојдат кај свештеник, да ги исповедаат своите гревови, да побараат совет од него. И многу често оваа димензија на пастирското служење во црквата знае да наликува на некаков психолошки однос со верните. Треба да се направи разлика. Едно е
психотерапијата или вие што спомнавте психоанализата. И таа има едни цели и едни методи, а друго е светата тајна исповед, во која што верниот човек застанува пред Бога во присуство на свештеникот и застанува и се отвара себе си, отвара својата душа, го отвара своето срце пред Бога, за таа душа негова, за тоа срце негово да се преобрази во благодатта на Духот Свети. Отец Милан, ниту вие, ниту пак црквата генерално не живеете под стаклено звоно. Ми остави впечаток на ваша помалку иритирана реакција после одржаниот попис. Ви сконтактира Државниот завод за статистика за оние аномалии кои настана во графата за верската припадност. Веројатно мислите на мојата индивидуална реакција или мислите на ставот Прво и кој што ваша индивидуално, но и генерално потоа кога што се сеќавам и македонската православна црква реагираше. Значи вака, целата таа ситуација, значи тоа не беше некаква, вие кажавте, нели, лута реакција, не е лута, едноставно јас воочив недоследност во методологијата по која што е извршено попишувањето по верска основа, односно конкретно во графата христијани, заради тоа што ние имаме реално еден проблем во методологијата, каде што имате генеричко име христијани кои што ги опфаќа сите вероисповеди, потоа ги имате различните вероисповеди или конфесии како што се именуваат, римокатолици, протестанти, евангелски протестанти, методисти и така натаму, православни римокатолици. И после тоа имате уште едно трето ниво, а тоа е институционално ниво на верските заедници и религиозни групи кои што се регистрирани во Македонија. И сега, кога човек се попишува, кога ќе му дојде, нели попишуваш да го попише, што треба тој да даде? Да го даде генеричкото име, да каже вероисповета или да каже припадноста кон конкретна верска заедница или религиозна група. Од иста заедница, еден ќе каже дека е христијанин, другиот ќе каже дека е православен, третиот ќе каже, нели, кај православните не може, ама на пример кај протестантите може, ќе каже дека е христијанин, ќе каже дека е протестант и ќе каже дека припаѓа на некоја протестантска заедница, на некоја протестантска црква. Ни едниот нема да сгреши, ни другиот нема да сгреши, ни третиот нема да сгреши, но грешката ќе ја имате во резултатите. И тоа е нешто кон што јас чисто технички воочив и сметав и се уште сметам дека треба да се земе предвид доколку сакаме тие резултати да бидат објективни и реални. Во случајов такви резултати нема. На што според вас се должи таа нечовечност, суровост, како да живееме едни спроти други, а не едни до други? Бруталност. Времето во кое што живееме е доста специфично. Живееме во едно време кое што од една страна се има дистанцирано од традиционалните образци на живење. Традиционалните образци на живење на човека му даваат еден спокој, му даваат една стабилност. Да знаат, да можат да предвидат што ќе биде понатаму со неговото семејство, да знае што ќе биде со него самиот, да може погледне наназад и да види што правеле неговите старите и да го прави и тој и тоа. Тоа е известна предност и истовремено недостаток на традиционалните општества. Потоа вие имате еден период, не многу долг кај нас, на модернизација. Имате модерно општество, кое што се обидува целосно да ги замени традиционалните образци на живење со нови, модерни. Од какви вредности се раководиме? Од какви вредности се раководи човекот и од какви вредности ќе темелиме нашата желба за тоа како сакаме утре да изгледа светот. Ако ние живееме во општество кое што е потрошувачки втемелено, кое што е втемелено врз профит од еден други или трет вид, тогаш ние е многу тешко да направиме стабилен вредносен систем
кој што ќе биде над сите тие житејски земни нешта. И кажавте црквата има доверба во црквата. Има доверба во црквата заради тоа што црквата е токму онаа која што упорно повикува на тоа дека овие минливи и променливи нешта во епохите, во времето во кое што живееме ние пред 100 години, пред 1000 години, секогаш повикува да се надминат тие стандарди на времето, да се надмине тој начин на размислување на овој свети век и да погледнеме малце кон вечноста, да погледнеме кон нешто што го надминува светот и историјата, кои што неминовно имаат свој почеток и свој крај. Што најчесто верниците бараат од вас лично како свештено лице? На што најмногу се жалат? Што најмногу го мачи обичниот човек? Вака, бидејќи е генерално прашањето, ќе ви дадам генерален одговор заради тоа што светата тајна исповед е нешто што останува меѓу тројцата, меѓу оној кој што се исповеда, меѓу Бога и свештеникот. И оно што ќе се каже на света тајна исповед не може да се пренесе понатам. Но во една генерална смисла, може би она што го начнавте во претходното прашање, духовната дезориентација, проблемот на вредностите, на доблеста, семејните проблеми, многу често семејните проблеми, семејните прашања, многу често дури и проблеми од психолошка природа, како што се анксиозноста, стравот, стравовите, најразличните стравови што луѓе во денешно време. Од што народот најмногу се плаши? Од што најмногу стравува? Тоа се теми со кои што луѓе често ги споделуваат со свештениците. Може да бидат најразлични страви. Може да биде општа анксиозност, која што не може да се просто да се дефинира или да се сведе на една или друга причина. Може да бидат стравови поврзани со начинот на кој што функционира општеството, начинот на кој што функционира светот, може да бидат стравови поврзани со многу глобални општи прашања, како што е животната средина, може да бидат стравови поврзани со семејството, семејниот живот. И на прво место, знаете, тука за сите тие стравови, оти ги спомнавте стравовите, за сите нив стојат неодговорени, клучни, животни, екзистенцијални прашања. Почитани гледачи, следите празнично издание на емисијата Трилинг. Мој собеседник е отец Милан Ѓорѓевиќ. Отец Ѓорѓевиќ, владее впечатокот во јавноста дека меѓу владиците имаме и монасите, и игумените, имаме проруски ориентирани, просрпски ориентирани, пробугарски ориентирани. Дали има кај дел од вас можеби разлики во однос на тоа каде одиме, кон што се стремиме, каде треба да завршиме? Црквата е на прво место духовна институција. Некои оци ја именуваат како небоземна институција. Таа е тело Христово. И незината глава е самиот Христос. И таа се раководи и треба да се раководи од Христа и од логиката на Евангелието. Во таа смисла црквата е единствена, таа е неподелена и не може да биде поделена, заради тоа што она што примерно ја раководи во незините одлуки, во она што таа треба да го во незината мисија на земјата и меѓу верниот народ, е всушност Евангелието и сите оние заповеди кои што произлегуваат од Евангелието. Вие спомнавте грижата за сопствениот народ и така натаму. Тоа е една од работите од кои што произлегуваат од Евангелието. И заради тоа ние имаме векови наназад, значи тоа не е нешто што е од скоро, ние имаме векови наназад една ситуација во која што православните цркви, вклучително и македонската, е темел на идентитетот на сопствениот народ. Секако дека во една црковна институција има личности кои што може да имаат едни или други видувања, едни или други ставови, може да имаат различни идеолошки определби, некои може да бидат по-либерално ориентирани, некои може да бидат по-конзервативни. И целиот тој диапазон, целата таа идеолошка
сфера која што пак се однесува до конкретните личности. Секако дека јас како свештеник можам, и секој свештеник може и треба да има некакви ставови, затоа што човекот е, според Аристотел, старогрчкиот славен философ, човекот е зоон политикон. Зоон политикон значи политичко битие, не политиканско битие во смисла на дневната политика, туку битие кое што живее во полисот, во заедницата, кое што живее во онаа цивилизирана заедница која што сочинуваме сите ние заедно. Се очекува да го слушнеме посланието на поглаварот господин Стефан. Подготвувајќи се за овој разговор, случајно или не, во минато годишното великденско послание. Поглаварот на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, господин Стефан, ќе каже: со чудни реформи во образованието се менува нашиот културен, историски, духовен идентитет. Ако имате слабо образование, ќе имате општествена стагнација и сосема можно движење надолу. И тоа што го кажавте од ланското послание и оваа ситуација што ја споделувате сега, укажува на тоа дека образовниот систем кај нас, особено системот за основно и за средно образование, тогаш беа во прашање образовните реформи во основното образование, имаат сериозни недостатоци. За да имате квалитетна програма во образованието, за да имате квалитетен образовен систем, и ова го кажуваме како човек кој што исто така вклучен во високото образование како професор, вие морате да ги слушнете гласовите на оние кои што се компетентни. Секој образовен систем и секој систем, ако сакате, кој што треба да биде ефикасен, треба да се осврне на сопственото минато. Кој е минатото на образованието во Македонија? Минатото го имаме доволно ако се свртиме наназад и се сетиме на тоа како се вика нашиот државен универзитет во Скопје. Ако се свртиме наназад и ќе се подсетиме како се вика Богословскиот факултет, Свети Климент Охридски, Свети Кирил и Методи. Тоа е образовната традиција на која што ние се повикуваме и не можеме тоа да го правиме само декларативно. Туку треба да се запрашаме какво образование, кој е логосот, кои се принципите на образованието кои што потекнуваат од овие основачи на македонското образование, од овие патриарси и луѓе од кои што потекнува нашата образовна парадигма. Патриарси во смисла на основоположници, во смисла на патрони на нашето образование. Во таа смисла, она што нам најмногу ни недостасува е континуитет. Ние сакаме да направиме нешто ново и да заборавиме дека старото постои. Доколку направите така, имајте предвид дека новото што ќе го направите ќе биде осудено на пропаст. Заради тоа што вие не можете без континуитет, без да се вметнете во една традиција, да градите понатаму. Не можете да градите куќа без темел. Темелот го имате, вам темелот ви е тука, а куќата градите на друго место. И секако дел од тоа подобрување на квалитетот, повишување на квалитетот на работата се и оние барања кои што наставниците ги имаат за да можат да остварат достоинствен живот и да можат целосно да се посветат на својата работа. Значи тие барања кои што сега тековно ги имаат се секако дел од тие напори да се добие едно поквалитетно образование, особено основното образование, ќе повторам, заради тоа што тука децата го имаат првиот контакт со образовниот систем. Имате фантастични образовни системи во Европа, кои што може да послужат каква инспирација, кои што стојат во диалог со традиционалните образовни системи. Имате исклучителни барања и побарувања од квалитетот и подготвеноста на наставниците, особено оние кои што работат со мали деца, и имате исклучителна почит кон наставникот, која што меѓу другото е изразена и преку примањата кои што наставниците во образованието ги примаат. На крајот во овие великденски денови, што им зборувате или што зборувате со пријателите? Што им кажувате на вашите најблиски, на сопругата, на децата? Кога човек го живее Великден и го живее Воскресението секоја година, тоа му станува рефлекс. Му станува рефлекс на живење. Што значи тоа? Тоа значи дека кога ќе доближат тие
великденски денови, па ќе го поминеме целиот тој период на Великиот пост, тој интензивен период на само испитување, на молитва, на литургиско празнување во текот на Великите пости. И тогаш веќе се наближува она празнична радост која што во христијанството е проникната секогаш со тагата. Знаејќи дека и покрај сите искушенија низ кои што човек и човештвото поминуваат, дека сепак на крајот од сите нив стои воскресението и во една крајна историска инстанца стои Царството Божјо кон кое што сите ние сме упатени. Ви благодарам за издвоеното време. И честит благодарам и празник. вам за многу години.